Благодарам, председателке. Почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Еве, како што кажа и колегата Павле Трајанов, после една година од поставувањето на ова законско решение на пленарна седница, дојде ред да го дискутираме на комисија. Господинот Павле Трајанов, како представник на владеачкото мнозинство, се соочува со ваков проблем по основ на овој закон, ама опозицијата се соочува со ваков проблем секој ден со овој законско решение кој што доаѓа од страна на владеачкото мнозинство, во кое што припаѓаат и малите партии. Знам дека ова е лично прашање за поголема борба на малите партии, меѓутоа заслужува внимание и токму од таа причина укажувам да имаат симпатии кон опозицијата кога бара одредени законски решенија да се најдат на пленарни седници и не секогаш од притисок на ВМРО-ДПМН како најголема пратеничка група во собранието, да тие точки било што да завршуваат како последни точки на дневен ред на собраниски седници и тие собраниски седници со тие точки никогаш да не дојдат на ред за дискусии и образлагање по нив. Колегата Трајанов како предлагач на законско решение на повеќе пратеници и мали политички партии даде свое образложение, се заблагодари на малите политички партии, се заблагодари на думите и притисокот од јавноста. Случајно или не, заборави да ја спомне и ВМРО-ДПМН како најголема опозициона партија, која што повторно го отвори ова прашање и која што со големината и можноста која што има, мислам дека направи одреден голем притисок за денеска да дискутираме по оваа тема. Да бидам концизен, ќе го кажам ставот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН од една единствена причина, што навистина сметам дека треба да продолжи дискусијата по ова прашање и дека треба да ги слушнеме и другите чинители во политиката. Значи, по целосно обсежни и долгорочни анализи, ВМРО-ДПМН е на став дека во државата гласот на секој еден граѓанин треба да е еднаков и треба да тежи секаде исто. Во моментот имаме изборни единици во кои што пратеник станува со многу помалку гласови, за разлика од други изборни единици, каде што имаат можност за поголем број на гласови и се доаѓа до една различна, односно една дискрепанца во однос на бројот на гласови на пратеници од различни изборни единици. Принципијално го поддржуваме ставот за една изборна единица и во оваа фаза ќе го поддржиме овој закон да продолжи да се дебатира за изборниот модел и за оваа исклучително битна тема во експертската и пошироката јавност, се со една цел развој на демократијата и продолжување на демократските процеси во државата. ВМРО-ДПМН, да повторно, ќе го поддржи во оваа фаза донесувањето, односно продолжувањето на дискусии по ова законско решение. Се надевам дека тоа ќе го направат и останатите политички партии и нема некаде да заглави ова законско решение пред да може пошироката јавност, експертска, партиска, невладина, стручна, да продискутира за ова и те како битно прашање. Ви благодарам.